32 лидери на земјите членки се во Вашингтон на НАТО самитот, 75 години од формирањето на Алијансата. Македонската делегација која ја предводи премиерот посетата на американската престолнина ја користи за билатерални средби. Христијан Мицкоски заедно со албанскиот и црногорскиот колега Еди Рама и Милојко Спајич остварија средба со сенаторката Џин Шаин и сенаторот Том Тилинс и членовите на наблюдувачката група од Сенатот за НАТО. Мицкоски посочил дека Балканскиот регион помина тежок период на предизвици и промени кои покажаа дека соработката, забрзаниот развој и инвестирањето во пријателства на граѓаните единствено им носи подобар живот. Иднината на регионот е економската соработка и инвестициите за посрекни граѓани, како и апсолутна борба против корупцијата и организираниот криминал, кој представува најголема закана за напредокот. Македонската влада е посветена кон развиена економија и воспоставување на владењето на правото. Блокадите, кочењето и обструкциите треба да бидат реликвија на едноминато време, од кое регионот треба да извлече поуки како се заглавува во неразумни спорови и се создаваат стереотипи и раздор меѓу граѓаните. Секоја иницијатива која е за поголема соработка на регионот и која може да донесе подобар живот е добредојдена. Потребен е нов почеток и генерација на политичари подготвени за разумен диалог базиран на факти. Евентуална средба на премиерот Мицкоски со грчкиот колега Мицотакис се уште неизвестна, иако медиумите од Атина пишуваат дека е можно соочување во 4 очи на маргините на самитот. Грчкиот премиер најде простор да каже дека е загрижен оти македонските власти го користеле името Република Македонија, иако Пентагон беше јасен во своите пораки. Билатералните прашања за договорот од Преспа да останат надвор од Алијансата. Еден од основните, ако не и најфундаменталните аспекти на овој договор беше поврзан со тоа што името Северна Македонија мора да се користи секаде, и внатре и надвор. И ова е нешто што е многу јасно и не може да се преговара. Кога слушам дека новата влада ја нарекува државата Република Македонија во внатрешноста на земјата, сериозно сум загрижен. Тоа е прашање што имам намера да го покренам. Не е конструктивно и не помага на европскиот пат на Северна Македонија. Употребата на уставното име е апсолвирано прашање, вели во интервју за Гласот на Америка председателот на Собранието Африм Гаши, кој исто така се наоѓа во Вашингтон за парламентарниот самит на НАТО. Според него, коалицијата вреди нема да условува за носењето на уставните измени. Тоа е апсолвирано тоа прашање. Сега во коликвијален пристап или говор на името, тоа останува лично на секој човек да го изговори, но мислам дека премиерот, министрите во собрание, тоа прашање мислам дека е апсолвирано и мислам дека и нашите пријатели и Грција и нашите пријатели од НАТО и Европската унија знаат дека нашата заложба за членство на земјата во Европската унија е силна и ќе направиме се што е можно да што побрзо се зачлениме во Европската унија. На самитот на НАТО Алијансата Македонија представуваат премиерот Мицкоски, министрите за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски, за одбрана Владо Мисајловски и за внатрешни работи Панчо Тошковски.